А кој друг како не ние? Еве не пак, со културно едно убаво добровечер и секако со напомена дека денес мора да сме пристојни. Цело време и не смееме да се задеваме со никој, а посебно не со политичарите, бидејќи кој денес со други партии се задева, чир нема да има. Не, туку пострашно ќе го најде и тој од утре и самиот ќе мора преку партија да служи на народот, а на партијата своја само да слугува. Амин, што би рекле постарите, може и да се каже дека ете беше прочка, цел ден веќе помина, ама има уште многу празници во следниве 2 месеци, познати се по тоа, иако не е дека сите се неработни. Ги има многу, како што реков, што верски, што национални. Еве во април светници, па најголемиот христијански празник Великден. Во мај исто имаме 2 значајни празници, например празник на властите на 23 мај. Тие нормално и ова година ќе си го прослават како што и доликува, како што го прославуваат и секоја година, со една огромна парола на која пишува: примаме гости секој ден, освен денес. Веднаш утре дента на 24 мај треба да се покажеме и ние, затоа што следува празникот на просветителите, светите браќа Кирил и Методи. Ќе го прославиме секако ние нормално како и секоја година, заедно и со некои други, ама ќе го прослават и самостојно и србите, и русите, и нормално нашите нови брашта, за какви се нарекуваат българите. Иако да не е тоа лошо, сите нека ги слават. Па сите помалку ги описмениле, барем помалку, а не знам дали кој најмалку. Не сум баш најсигурен и не можам да тврдам. Тоа велам не е ново, сите нека ги слават, но друго ме мачи, мене друга мисла ме бие, дека тие одеднаш така собрале работите и заминале. Не знам дали тоа е навистина така, заминале за да подучуваат и други луѓе или одеднаш така наеднаш сватиле дека нас повеќе не може да не описмеме. Колку успеале до тогаш, а гледаме дури сега дека тоа и не било толку многу, толку од тука натаму не може и си заминале. Толку. Се откажале луѓето, како што и многумина други се откажа од нас, ама ние не се предаваме. Но тие, не дека се откажале и никогаш не помислиле на нас. Само велат, тоа што да научиле, тоа. Затоа што ние не сме таков народ, ние не сме за обично воспитување. Воочиле едноставно луѓето дека после изгледа нашата нација е родена не само за илинденци, туку и за академци. Па ете, така заминале, ама оставиле аманет. Да си отвориме дисперзирани студии и приватни факултети. И сега, гледаде, сите со факултет. Уште тогаш сватиле дека не бива. За работници не. Сега работници не. Ама да командаме, сите знаеме. Сите знаеме да командаме, никој нема кој да слуша. Сите сакаат да бидат директори и политичари со дипломи на научници. Па после не оди. Па кај да одиме? Кај? Кога единствена разлика помеѓу крадците и политичарите е таа што крадците не бират нас, нели? Кого да ограбат, а политичарите ги бираме ние, нас да не ограбат. Вечерва следува една убава вечер, забавна, со еден наш познат пејач. Пејач кој ќе биде во улога на гостин, нели, ама и домаќин. Значи, самиот тој, едниот тој во 2 улоги. Зошто да не? Иако го бива и за глума, не само за пеење. Зошто така? Затоа што го најавуваме повторно неговиот солистички концерт. За тоа, но и за некои други теми, подоцна во интервјуто со Јоце Панов. А освен тоа, еве, што уште ќе видите во Нема љутиш. Фали се и тој, да ни кажа право, како само тој да работи. Фалбаджи е голем, те добро му било, се и мало тамо. Овој пат е 10 дена покасно од лани. Лани беше на 8, сега на 18 март и сега е во среда. Морема ноши ми се од глава, мисля си. Облачам се, спуштам се у подрум, спремам прибор за пориба и правац река. Немаме више, одлазим ти ја, нечеш ме начини у вестима, по
bacaj moje stare cipele, ne vraćam ti se. Што зборимо за брата ти? Па што му фали на njega што е у странство, бе? Што? Па не ли го зборимо? Бали сакаш за njega да зборим? Ајде бе, добро. Само да не работиш, гледај, дупли тебе ќе фали. Добро бе, ќе ти кажа што му фали. Ништо не му фали, на нас ни фали тој, на njega што му фали. Па што ни фали бе на нас, на njega? Што ни фали на нас, ај? Памет. Да ни дојде еден пут од дупе у главу дека треба да размислимо и конечно ние што не зезав 35 години да ги пратимо у тамо куде треба, од куде су дошли. А на njega фали ли му тамо нешто? На njega не, он се фали повише. Не му фали. Фали се и тој, да ни кажа право, како само тој да работи. Фалбаджи е голем, те добро му било, се и мало тамо, па некад били и плате добри, и тој кажува дека некад и брзо си могае да најдеш радно место. Много се фали, много. Како жена, кај ќе се врати од работу, по 3 сат на Фейсбук што се фали дека подгреала ручак од синоќе што го направила свекарот. Толку се фали. Вика дека само тамо 2 проблема има у странство. Проблеми па у странство. Има. Казни биле многу големи. Они кои нас било, така да и тој да е проблем. Само не смее да се краде. Сак разбирам што е различно од куде нас, бе. Камере ги уклучuje. Тако, знаеш што е различно од куде нас ним? Куде нас смее да се краде. Ама не смееш да дозволиш да те фатив. Ете. Само тој. Ќе научиш, Не сме ни на половина од емисијата, а станува веќе интересно, се надевам за поголемиот дел од вас, за нас секогаш, нели? Што велат на свадба за будали, и за будали има работа. Не бе, за будали и на свадба има работа, така. Нешто го будали ли му дојдено? Нешто беше. Ја и ти не збору за човека кој вечерва премиерно го имаме оваа недела во оваа емисија. Нема љутиш Јоце Панов, здраво Јоцка. Трет пат. Ја прошто емисија кажа дека сака да усвои некога тебе, изгледа ке те кани да му бидеш брат. Најверојатно. Видите, вака, кога Јоце ни гостува, ја можам слободно да седам, колки овој мислам можеш и ти да го изводиш. Жими, мајка. Може да го извозу. Изводиш. Изводи, добро. И не изводи многу. Не изводи, него изводи го и мисли. Поставја прашање на човека нешто правите. Ја беше на концерт лани кој е Јоце. Добро. И не мора ништо да прави, седи и гледа. И функционираше концерт. Функционира. Без тебе. Не покуши функционира зашто може да овој. Стварно ти кажи, слободно прашај го. Па добро, Јаце. Знаеш ли колку време не си дошел куде на своја емисија? Многу. Има ли овој смисла уопште? Нема. Да. Како да не дојдам кога тука најмногу се смеам. Како да не дојдам, ја би дошол секој ден би доаѓал. Ја убаво се представи, викам ти дека на будале си се смее. Добро, Дацка, ти ланикад беше на концерт куде Јоцето. И? Осеќај? Осеќај беше... Ја како памтил, тој беше на 8 март. 8 март. Видиш, и ја ако сум стар, памтил одамна. Субота. Добро, знаеш ли зашто он памти датума, ја не? Зашто ја беше, он не беше, па га памти датум за да ти се извини. Како се наместија дека не си бија? Не мога да стигне. Беше поканет колку знам, нели? Ти не беше? Не беше. Чекај, зошто ми се цело време ме гледат Не мога да двајцата стигне доле? Јоце, така. Баш. А што ти кажа? Јас сега док се средуеше, што ти вика? Концерт, Јоце, не да ти е бија фантазија. Ја ви сакаја да појука го тебе. Значи оваа година... Значи овој година мора да дојде. Нема да почна прво, ќе гледа дали си у публика. Да, обавесно. И овој највише ли игра? Или чути како распиу дивизију? Многу беше сконцентриран, викам ова многу на обрнува внимание, оркестар како свири се. Кој е околу него, кој професионална кој деформација, игра, кој не игра, зима како сцена интервјуа на познати личности околу тебе што се. Тако е? Како Кој се понаш? Како е пазија хопоја, знаеш. Знаеш кога ти дојде
пример, Љубомир Бранџолица те гледаш. Да кажемо, мислам, Да, не тоа и он пази како поеса, тој што ти си виеш. Имаш некој фалсет, да Треба, кажем. треба. Фалсет не е фалс, не е не е фалш. не е фалш, него е фалсет. Да. Така да, али ги забележа, али на граница, добро, да, не е феноменално, добро беше. И сега е повод, иначе, чисто да ти известно. Иначе сега е повод, еве, например, повод, не например, повод зашто и од секој денас гостин е најава за негов нов концерт. Кој ќе биде? Јоци, изволте. На 18 март, овој пат е 10 дена покасно од лани. Лани беше на 8, сега е на 18 март и сега е во среда. Намерно некако одлучивме да биде тоа во денови од работна недела. Среда е како среќен ден. Затоа што повеќе од ланската година некои моменти што видов дека ми беа, не би рекол, тоа не се негативни, туку лани беше 8 март е сабота. Сите мои колеги кои имам дуети со нив, лани пееја. Така. До 8 март секој работи, секој настапува, пее. Еден од нив беше и Наум Петрески, кој оваа година ќе биде присутен, ќе отпееме и дуетот заедно, ќе отпееме и нешто други изненадувања. Така да, тој беше можеби моментот зашто да не е 8 март, а и друго да не се повторуваме. Да не биде пак 8 март, нека биде во месецот на жената, ама ќе биде 18 март оваа година. Слушај, оно жена га слави 8 март од 14 февруар до 28 До март. 28. Така да не е проблем кој ден да си го избрае, пак е njin месец. Така Секој ден го слава, само да купиш нешто. само да купиш Како нешто да декада на изненадиш, ромите. чисто Да. да изненади. Декада на ромите, ова е четврта. Откако сме независни, четврта декада. Сега има проблем, ланската година на секоја дама следуваше на врата ти не знаеш. Ја не знам. Не знаеш. На секоја дама на врата доделувавме ружа и Така е. и оваа година си направив проблем. Сите прашуваат што ќе даваш на врата. Што ќе даваш на врата и сега ќе И што видам. си на памет мора да смислиш нешто. Мора ќе смислам. Ружа не можеш, нели, Ама, нема да, логика, да, ама да, ќе видиме. Нешто ќе даваме пак. Ја беше Кажи у ми дебело ја. истамијата исто растојање, оркестарот е ист. Ќе биде уште повеќе ќе имам членови во оркестрот, лани беа околу 25-6 луѓе кои свиреа, сега ќе имам 35-6 до 40. Во кој објект? Уште повеќе. Во Македонска филхармонија ќе биде пак. Да се умеша, можеме само. Аранжери истри ќе биде Дамир и Мери. Дамир и Мери, да. Прачам парче. Овие двојцаш. Дамир и Мери. Фантастично беше. Они свира све. Да, они ли свира? Да, па може да ти го раскажеме кој полак. Ама добро дека ја не сум Дамир био и ти си Мери, био ајде на клавиатура. Ја беше облечен во едно дебело јакно. Зашто бе дебела јакна За да добијат цвет, че би ја не сме сигурни. Ја беше почнав да ставам пудру и каде искачам. Мучаршо искочиш и залепиш пудро на тебе. Да бе, да. Да гаде нешто Ама само се движу- И од движу се- ти каде искачаш у чаршо, ја киду вечер на кафе. Негде. Пудра, а обавезна шминка. Да се каже, Не, Веќе ја ги не, нацрташ? ја не ставам, ама за пола сат имам. Има. Имам цело време, се љубам. А што мислиш Епа, да мене 8 март, концерт, ово, оно, мора да има после. Тој сакам да ти кажам цело време не разбира. Ја изнадевам. Ама добро што се вадам, така не е работата. Да. Што да правиш? Тој ми е работа. То не е Кажи му работа. дека у свако професионално... Горе, има ли да снимаш без пудра? Не. Нема без пудра. Ај. Без пудра нема. Толку снимање, дечки. Ама добро, ама за не, овие кои имаат многу брада, така да не му треба. Значи нема многу пудра, потреба, нели пудро да стаѓа. Те На пудра- njega му само не. још карми палијовце и да се улепш. Пудра повеќе ќе треба повеќе овде, да се стави овде има. Веруј ми, јас сум се бањај с него реку, тоа е само излог. Да видиш свугде како Слушај, е. еднаш месечно мора да видам моја емисија. Не мора да снимаме, мора да се смееме само. Не, јас не сум крив што толку многу снимам, толку многу песни. Навистина, од кога сум почел кариера, имам преку 50-60 мои песни, дупло околу над 100, македонска и српска. И кога вадам на секој втор, трет месец песна, сакаш, не сакаш, мораш да ја промовираш, така. Мораш да одеш по емисии, мораш да одеш по... И така да, и во Србија сум веќе нон-стоп, на секој трет месец, нова песна, имам нова. Дали си тама, нов дали си овама, концерт, важно нова си нон-стоп песна, присутен, нон-стоп, така? Да. Па Така да. да, не сум крив што работам. Кога башам да поја, јас закасни дома на спање. Знаеш колку е? 3,5 сата. Да, околу 3 сати. Многу песми. И не ги Беше испеа, не ги испеа концертот. сите? Некаде ќе ги Не испеш, ги нема испеа шанси. сите. Сега Немој да ги завраќаш назад. Сега можам- Сите само
Само големите хитови тие 90% што ти се. Кажи ми, брат, вака, лани зборувавме за онаа музичка номера која мене многу ми се свиѓа, да не биде грубо допаѓа, да не ме карат. Во Туѓина или у Туѓини? Во Туѓина, у Туѓини. Или Среќа унесечи, не знам. Кажи ми, ја предвидов дека ќе биде хит. Како поминува после Многу година? добро поминува. Горе? Многу. А долу Секаде. каде поминува подобро? Долу малку повеќе поминува, ама добро. Кажи ми, ја го следев концертот. Што да кажам сега? Гостин сини ќе излезе се дека е цртање веќе, преубаво беше фино. Таа сала едноставно е направена за такви работи, ми се чини можеби најдобра во Македонија за таква изгледа. Сега да, има сали кои собираат многу повеќе луѓе, меѓутоа за таква една интимна атмосфера, наистина и акустично неверојатно ми се чини. И акустична е доста и ама колку е добро, толку и лошо за типот на концерти, вакви популарни концерти. Ама кад знаеш да поеш, ја не знам за да, беше. Она е направена за специјално за филхармонија, значи за тој саунд, и така не е мислено дека ќе се издава за концерти од секаков тип на порано и мало повише од секаков тип на музика, ама малку сме ограничени од типот во други сали, например, можете вие кога гледате концерти во Сава центар, например, можете да користите дим машини и така. Овде не смеете ништо. Значи, Ја зборувам во поглед на звукот. Во поглед на звукот е добро, но сега после концертот, кога ги слушам тонците, така и сите останати, бидејќи го снимавме цел концерт и го има на YouTube и работевме таа постпродукција, после нив ги сватив дека за вакви концерти и не им е многу погодно, затоа што им се менува звукот, пошто друго е звук вака, друго е филхармонија, значи замислени кој каде, значи буквално е сосема друга. И второ, кога вие ставате плюс, таа сала е направена да биде таква за да биде акустична. Секој елемент што ќе оставите плюс, дали е тоа видеобим, дали е тоа светло, дали е тоа... Да, сметамо на звук и... Веќе со фреквенции се пореметува и они имаат малку проблем во тие работи, ама веќе салата се издава многу за такви концерти и веќе самите тонци се искусни. Добро, ти сега зборуваш за совршенство. За совршенство зборуваме сега за... Јас сум далеко од совршено, така да мене ми беше добро. Не, прекрасно е. Наистина е прекрасно, штета што не може да пиеме таму. Пиеш ти некоја вода таму? Јас си пиев и вода, не, си пиев и ракија и вода. Ама бела беше и сите мислат дека е вода. Видиш, ја промува се. Да, мора. Ананас ни, мајко. Не, ананас ки ви пресечам, не е проблем. Ананас, банана, нема пиење у публику, тоа е. Да ти пушти го лигу на шампиони до овдека. Среда ли беше? Не. Среда. Среда 18 март, па се надевам дека не знам дали ќе има Лига шампиони. Ама на еден ќе има многу видеобимови, така на еден ќе пуштам. У салата на филхармонија, Лига шампиони, тука ќе се игра дерби, финале пред финале. Коки, кидеш значи овој година? Па треба да иду, да, да знам да не иду, дека ќе дојде. Да ни одел на карта. Ова година. Да си одел на карта. Демек да не седиме да ти сам кажа, у тој салу, кад ставиш нешто што не треба, може да смета, така да. Прошли пат беше одлично, сега може да биде многу лошо. Како е горе? Има ли, сега велиш дека снимаш многу често и знаеме дека е така, многу песни. Горе има некои промени? Уште една што прашање фамозно. Навистина ли е таа разлика помеѓу нашата сцена и горната сцена соседна Србија или цел Балкан, да кажеме? Има ли тука се уште голема разлика или се намалува малку? Се намалува. Ајде да бидеме некако оптимистични дека нешто можеби... Мрда. Ако било 0, ете се нека е 2%. Нешто можеби, ама се уште мислам дека некако барем или не сваќаме сериозно работата или пак тој момент, тој синдром некој наш што го влечеме генерации, што мора да биде туѓото посладко. Тоа си го имаме, тоа е дефинитивно факт и не треба да се срамиме од тоа е така. Тоа дефинитивно не е така. За било што, тоа е еден факт, елемент од не знам, појдете ви од сите концерти што се прават на изведувачи кои доаѓаат надвор од Македонија, тие се распродаваат во брз можен рок и по самото тоа ќе видите, иако тие концерти и тие карти се троструко и петоструко поскапи од тоа се распродава без никаков проблем,
се што е тука наше е малку проблем, малку дали е тоа, пак ќе кажам, дека сме помала, како да кажам, земја и на некој начин сите се знаеме и сите мислат дека не знам, а и дали е тоа Јоце, дали е било кој од изведувачите, дека па добро, ќе го видиш во Куманово, во Хава, например, пее, или ќе го видиш таму, или ќе го видиш ваму, така. Не, дека не треба да како да кажам, тоа е еден момент што иако и српските пејачи ги гледаат носто по дискотеките и клубовите. По голема држава. Градот Често, ама кога се прават концерти, едноставно има таков нарав. Па и не мора да. Менталитет. Ај го гледаме тука, го видовме вчера. Да, и го имаше на телевизија. Там некако не ги сваќаат сериозно тие моменти дека Значи тие карти се продаваат многу повеќе од, значи може да заклучиме дека до дизајнот на картите да се до дизајнот изгледа, до дизајнот изгледа. Некои идеи. Подевени некако по. Слушај се, кога ќе доаѓа во странство, некако ќе измислимо. Не мора да е тоа упечатливо. Знаеш дека увек у позадино на све нели стои нешто мутно, замутено, оној како мат нешто, па на njega пишува, така ли, на карта, на постер. Ќе оставиме коките. Што ја да ги плашу или да ги доста на теглат мармалат слика негова стоеш. Пази, не мора да го замутуеш. Он е мутан, 2-3 ќе фрли мутан. Така ќе ти му цела сала. На ним ќе ги го зашто ми да го подобриме дизајн кад можеме на нима да ги го поквариме дизајн. Еве што ќе делиме на врата. Ете, видиш, а? Замутено колки за свите. Имаше лепо пренос за 3 особе и колки за сите, а сега Јоце Панов за сите што не гледа, тоа е повеќе од сите. Цел свет не гледа. Ќе отпееме нешто да сигурно. Јас некако среќни и талечен сте кога е момент за нови песни. Лани така беше со новите 2 песни и во рок од една година, значи буквално ги пеам по 10 пати, можам да кажам, на вечер каде и да гостувам. Тоа се среќу несреќи во туѓини или у туџини. И мината година тие 2 се сеќавам ги пеевме овде, затоа од 2 година одлучив новите 2 да ги отпеам овде и ќе одат, дури ќе оди премиера, затоа што сега кога оди вашата емисија, се уште песната не е излезана, да не ја бараат. Премиер лига вечера. Се е премиер лига. Кажи на колегите, кој сака да ја промовира песната, новата, она најдобрата, тука бе, нема само љутиш. нема љутиш. Dok sam te čekao, ti si delila sebe. Naše snove imao svako, a ja samo tebe, a ja samo tebe. Nema me više, odlazim ti ja, nećeš me naći ni u vestima. Pobacaj moje stare cipele, ne vraćam ti se. Nema me više, odlazim ti ja, neće me biti ni u snovima. Opet nemam ništa, ostavljam ti sve, ne vraćam ti se. Naj, 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 naj. Ko prosjak bez dom, molev za troška ljubov, kaj se koja jedna, samo vreme si gube, zaludno se trude. Od Malte baram kako sudbina, za da te najdam i da živejam, so srce polno bez
без да има крај, жено вистинска. Ах, да си моја, каква судбина, до царски двор ја дом од куќата. Биди ми жена, без да има крај, жено вистинска. Од мал те барам, како судбина, за да те најдам и да живеам, со срце полно, без да има крај, жено вистинска. Ах, да си моја, каква судбина, од царски двор ја дом од куќата. Биди ми жена, без да има крај, жено вистинска. Биди ми жена, без да има крај, жено вистинска. Ова е премиера, се уште ја нема песнава официјално, ама нема љутиш и мора да има Хит, премиера. хит, имаме хит. Мани ми се. Не ми закони, ма ноши ми се од глава. Субота, убав дан, јас слободан, стануи од спање, настал писмо од жену со задужење. И купи јајца, млеко, леп, јогурт, зелену салату, патлиџани, љути пиперке, а кад се вратиш дома усисај, среди го тарасу, избања га куче и навади ги китке. Море, ма ноши ми се од глава, мисля си. Облачам се, спуштам се у подрум, спремам прибор за пориба и правац, река. Она на мене ќе ми заклони. После саат време седоси на столче, покрај реку, гледам си утапо и што мислите? Мислули ги патлиџани и љути пиперке? Како па да не? Такој, седејке, текнуе ми што одговараше мајка ми на моја поставено прашање. Мамо, како беше на родителски? Викаше, мани ми се од пред очи док не сум го земала сукаљку. Знаеше у васпитни сврхе да го земе сукаљку и све да ми ги скрши кокала. Додуше ретко, ама дешаваше се, ако не га послушам тој нjeното мани ми се од пред очи. Јас се мана од дома да не сам у наочи на жену. Кај ќе се врату, ќе видимо. Додека пееше ти, рече дека на српски и на македонски. Да. Верзијата, изненаден сум колку подобро звучи на македонски. Да. Не многу често се случува тоа, некако на српски дали поедноставно јазикот им, изразувањето им е такво, па некако по-хитовски ми делува кога ќе чуем. Овој пат на македонски ми заличи као они добри шлагери, оние добри од времето на Скопски фестивал, ми личи така нешто. Дефинитивно. И му кажам на Коки, нели у српскиот дел нешто као идем ти ја. Да, не враќам ти се. Не да. враќам ти се. Викам, гледа се на македонски. Ке седам Македонската жено е- дома, ја ќе те слушам Да, си не што мора. кажеш се. Моја најмила. И така, ама стварно Не, нешто док ти помеко поеше- беше на македонски. Кога со Весна Малинова заедно, Весна Малинова ми го препевот ми го правеше и многу е тешко е кога имаш официјална, мислам, првичен на српски јазик. Да направите на македонски јазик сега и малку ни беше, знаеш, и викам, Весна не, викам, дај да направиме позитивна верзија. Во српската е негативна верзија, односно негативна. Ама кажали ти. Док сам те чекал, ти си делила себе, не враќам ти се више. Така, нели, фрае. Одлазим ти ја, фрае. Оди, Така. баци ципеле, да. Побацај моја старе Ако ципеле. смрди, не, Нема остави да ги ме дека ти најдеш ни во смрди. вести, ни у вести, ни у вести. Ни увестима. Тоа е добра А што вика фраза. македонеца? Ја викам сега Весна, како да правиме? Док сам те чекал, ти кај одеше, луташе, ова, па не ти се враќам, па чекам. фрли ги кондурите. Знаеш, па викам сега, Чевлите. дај викам чевлите, така викам дај да направиме една позитивна верзија. И ајде, првично правевме 2-3 верзии, кога ми ја прати оваа верзија, жено вистинска. И викам сега многу е различна структурата од српска на македонски, иста песна, ама Како и пораката да е различна. И пораката е скроз различна. Да. Овде Да, да, ама види по ми текст жена, порука, да, без да. да има крај, жено вистинска, од мал те барам како судбина, за да те најдам и да живеам. Нема, бе, Значи, такви многу- сме македонци. И стварно е Нема. шлагер, ова што го рече. Искрено, го Веста кога ми го прати текстот, вика Јуце,
Чи дали веруваш дека имам чувство како шлагер да Драга ми пишувам? авторски стил. Да, буквално онака. Стварно ми е така. Ја се преправам дека не разбирам музика, му пуштам фора само на 5000 метри трчам. Пази оваа година дали ќе дојдеш, пази на Нема концерт. што да пасу, готово. Може да дојдам само кога доведу, кој ќе дојде. Па не знаем кој е сам. Не користи тој модерну технику. Не се шминка, не користи технику. Од нови работа е само оние. Оние да не ги зборам, мислиш што ги неќе. Не бе старе за над да мења тој таму. Бре, Драгане, да се не родиш по 200 би. Ајде, еве сам ти, нуду ти се. Жртва. Кажи ми и друга песма што ќе го испоеш и она е нели премиерно каде на свој мисли. Така е? Да, И она е српска верзија, македонска верзија, каква Истина, верзија? српска, македонска, истина, српска верзија. А имам една песна која не ја пробавме со Боби. Таа се вика Алкатрас. И таа воопшто не е излезена, ама мислам дека ќе немаме можност да ја отпееме, пошто е сосема еден тип рок, турбо рок, да кажам, Турбо рок, елементи турбо рок е, уствари Аца Лукас. Аца Лукас. Тој е турбо рок. Брат, Да. тој немамо проблем. И он е стар Само рокер, се бе, ти знаеш и што? Ке се придружи на Бобите, ке Одма на отсвири... повисоко ме качуе, видиш, гитару земеш одма си важен турбо човек. односи на висок. Види, Иде го разборите питаш, ви ја да откуде се го свирите наштелујам. ми песму? Од овде. Чекај. Раштимане, разборите ви ја да го Раштима е, да. наштелујам. Он ке го наштима Види, гитара. нека Да, пише да, више да. Јоцта дали има на македонски верзија. Свака има. Свака има македонска верзија. Веќе на секоја прави. Веќе Да, дефинитивно. Стварно интересантно како препознавам, викам, не личи некако ќе си иду ја. Нема да ме видиш не увести ма. Вести Што ма? Не увести, некој нас увести ма. Него е, нема да ме видиш не увести ма. Навести Што те. ти е, ма? ма. Навести те. Ти ма. Што Да, мислиш? дава вести те. Помери се ги чевлите. Подсети се на мене. Некој ќе каже, побацај моје старе ципеле и ова да се јави треба тамо. Па побацал сум им смрди им копа. Никој не доаѓа на Одавно гости, сум човече. Доста време потрошивме додека го откривме изворот на заразата, меѓутоа го откривме. И друга песма ли е така различите у форму зборима, нели, она Не, има веќе... ова рифови нема почнува. жена како тебе, е многу стична. Ама таа Така е, одговараше по текст. Да, одговараше, таа песна многу е стична и од прва залепи, едноставно од прва залепи. И друга песма е за жену. Ти си ми друга нешто. песна, Ти си а Алкатрас е сосема нешто За затвореници е, добро. Да, може да претпоставиш. Алкатрас за сосема затвореници. нешто поинако и сакаме да ја направиме навистина ете на концертот со толку многу музичари, од свините во еден таков и се трудиме да ја направиме да биде готова за концертот. Седат двајца пријатели како вас и се јавува жената и века, кажи Злато, кажи, овој го гледа чудно, овој 20 години у брак. Вика, брате, бе, те прашам нешто. Те гледам, после 20 години, уште бе Злато, вика, човече, знаеш, вика, не бе, брат, не знам како се вика. Ја заборив како се... Забрави како се вика. Како И тоа ми се македонската сакате, песна. вика. Злато мое, злато. Се и стварно не ви такнало, затоа пуно викам злато мое. Па запиша на телефон Злато, Злато. пишува Злато. Како се викаше, не знам. Така ви. Дали ти имаш некој чувство дека горе повеќе ги ценат нашите уметници и сега не само поради тоа што доаѓаат од страна, туку некако ми се чини дека таму кога ќе забележат некој квалитет се обидуваат да го задржат, а не да го испуштат. Овде некој чувство имам сега, знаеш, го повторуваме ова постојано, ама посебно во градот од кај што доаѓаш, некако те гледаат, ако седиш у кафеа на пијаница си, ако се гушнеш со братучет како ќе се видиш швалер си. Шоу бизнисот кај нив го гледат бизнис, како што е се бизнис за заработка, они го доживуваат така. И не дека они многу сакаат ако дојде некој македонец или ако дојде од Босна, така, или ако Не. дојде некој, не е тоа толку до... Ма пари заработува на тебе, Не, многу едноставно. едноставно те гледа како продукт. Овој има штоф, овој вреди, потпиши овде, ќе правиме нешто, не правиме вложам така. во него. Значи, имаат едноставно штоф за шоу бизнис како бизнис од кој може да се заработува. Нешто како мене. Кај Знам нас- дека кај нас- и трет пат гостин, виж. Кај нас тоа го нема, кај нас е една институција, ЗАМ, кај што се авторски права, кај што до многу скоро мислам дека беше хаос, нон-стоп не се знае кој што како и тоа е
толку е. Мама ја заштита на изведувачки права не постојат. Значи ние како изведувачи, ако не ја напишам јас композицијата, ако не направам аранжман, ако ме нема во авторство, значи ништо. Можеш да си пееш ништо? Ништо. Како пееш, ба ти ја напромовираш на многу. Пред 20 години, не скоро 20, ама пред 15 години кога снимав албумот во Хрватска со Миро Буљан, со Никша Братош, уште тогаш ми зборува, уште тогаш Тони Цетински седевме, мислам се окей. И вика, Тони вика, вика, зимам изведувачи, зборува на маса. И тој ни кажува како зима колку изведувачки права, композиторот си зима авторски права, така. Да, ово изведувачки права. Сега ми изненадуваш, ова прв пат слушам наистина дека замп никој не го сака кај нас. Верувам ми нашата браш и овие рестораните. Наплата врзани се вака. Со пипци се закачени, не ги интересира колку имаш добивка. Ти биди у загуба ако сакаш они од целокупната сума зимат пари. И нека зимат окей што се наплаќа. Проблемот е дали тие пари дали одат многу е проблематично. Кај тие што заслужуваат. Што се наплаќа не окей да се наплаќа, но колку и каде одат парите е најважно од се. Како парите, тоа може пејачот да не зима? Па ти си најзаслужен што е проблем. Па они не вака, Зампе институција која се штити само авторските права. Да, авторските, они проба, имаше ММИ. А ти како изведувач, не. Изведувачите ништо. Ако јас имам среќа што не имам неколку композиции на 10, можеби 15, кај што имам аранжмани, среќа што сум школован музичар, што работа, па ми има како аранжман, па на некои песни сум правил јас македонска верзија од српските како текстописец. Некои песни јас сум си и сам направил така. Затоа го оговара копрофилно време. Колку толку имам за снимки. Ке ми пуштат годишно за да имам за сончоглед цела година. Колку толку. А инаку изведувачки права не. Пак да се завратиме на концертот, да ги поканиме сите на 18 да не се зезнете ако изгледа така како што изгледа. Нема пее 8 март овој пат. Сеќа ќе има. Изненадување нека биде тоа. Секињата лани ги дадовме. Оваа година однеси си на жената. Еден камион поделив доста. Но, не, добро, без разлика на тоа убава атмосфера, очекуваш и оваа година предпоставувам полна сала, за тоа не зборуваме, туку една имаше некој знаеш, ја погледав една група таму фанки. Знаеш како ми што имамо што не сакам нас. Нас не сака пензионери од 65 погоре. Нас не обожава и не гледам, значи тој се наши фанови, ама он вика имаше фанке, вика не оцета, вика тамо. Од едну страну вика и вика Кости Кубев за нас. Стварно буквално остане. Не, среќен сум што искрено лани навистина сум презадоволен од тоа како излезе, тоа беше мој животен сон. Стварно беше мој животен сон. Пак ќе кажам за овие простори кај што ние живееме, многу тешко да функционирате, да правите такви настани, затоа што бара многу посвета, бара многу финансии да организирате еден таков настан, да изгледа така професионално. И јас сум среќен што година дена после тоа што толку многу буквално сите песни од концертот и особено и моите, ама особено и тој еден момент што го направивме како микс од македонски песни, тој сплетот, ти знаеш, не знае господинот пошто не беше. Добро е доста. Барем на YouTube да се гледа. Барем пушти на YouTube. Па не дојдеме више. Ке дојдеме сега 18, готово. Јоци ми кажа овој да ти право, не ми држи ми мајка. Не, ти среќа што ми кажа дека не ја. Иначе души ми кажа тој да испуштува дека време мислам дека беше. Ќе умру да не му кажа. Цело време мислам дека беше. Дури на снимки како да го видов. Не го клонира. Не, он ме прашува. Или на психичка база ми е дека бил. Ама ти цело време што нема скота што проваѓаше. Не. Нема на него концерт скота, што се мотиш? Можеме и официјално да кажеме гледачи, ако сакаат, господава млади до мене да направат еден стендап краток од 2-3 минути на концертот, ќе ви биде задоволство да раскажат публиката. Ајде сак, Драгане. Стендап. Ајде сак, Драгане. Краток. Краток да смислам, па краток сега. А моли ќе почне да се смеат многу и ќе продолжи. На стендап ни трае како успално като гаси светло. И исто се смеем. Стендап, па да. Стендаун. Опа. Јас се еден од најголемите љубители на хуморот
Се сеќам кога ни покажуваше снимени скечеви и реклами со Многу К15 сакам, од многу тоа сакам. време. Бај пред тоа. Веројатно камионџи ги имаш гледано за тоа рекол. Многу сакам. Ми донесе среќа, ќе кажев за малку, ќе помисли дека сам добија на лота, не сам никад тебе. Жими он ако сам добија. Озбилно не сум. Не Так ми вајда веруваш. Добро, Други ми веруваат. Чим се заколна? Не сам, ама ти кад игра, за малце ќе погоди смо 5. А с 4 тоа е не ги врати ни пари, да ти кажам. Али брзо кад кажувам, кажи од 17. 17. Мој дан роđenja. Еј. Од мене 18 имаш денот на концертот. Ако не Денот на излез концерт. 18, знаеш, денот на концертот. Ти 8. Ја Тројка осам. одма, тројка, пошто Кажи е ми март. нешто. Ете, виж, тројка Пошто е одма, март, тројка, март. тројка. Тројка, дај тројку, трица, мајсторе. Боби, ти кажи, ја ќе преведу. Ајде. Седмица Седам, на осам, лото, бреј, тој бреј, тражимо. Значи до сега, дами и господа, 3, 7, 17, 18, кажи ме. 8 бе, 8. Абе, кажали ти 8, 8, ајде, кажи. 23 Джордан. 23 Ајде, Джордан. 23 Джордан. Мајкл, долго трае дебата кој е најдобар во NBA. Джордан, не? Па мислам дека дефиницијно. Абе, каков овој. И уште две бројки. Ајде. И уште 23. две бројки. Ти кажа. Готово, ја кажа, нека кажи и оца. Ама не, нека пиша што го кажа. А 8 бе, кажа. 8 го кажа, браво, мајсторе. И Јоци нека кажеш еден, еве ја и Боби ќе останемо на по еден. Па мислам дека ќе биде големи бројки. Нема да има така да мислам дека уште Види, вика. Згаѓа ga бројче од 12. прво, а? Тоа е Ајде, битно, бе, слушај. тоа е седмо, бе. Чуј ја, гледај колики уши имам. У тебе гледам, замисли тука. слушам учариш кој да ме оговарам доле. Море, колки. Пред крај, уште една песна, што се договоривме, таа новата Нема жена строфата? како тебе, да. Нема жена како тебе ќе таа ни е спремна. Исто е нова, нема месец дена како излезе. И со таа дури ми и рекламата за концертот е наистина прекрасна песна. Хајде чуеме музика, Ајде, врзи, нема две, жена три, како колку сака. тебе. Кога маж љуби една жена, ништо на свет поважно нема. Животот е спремен да го даде, како јас за тебе што сум гладен. Пред да дојдеш се ми беше хаос, ти ми даде насмевка и радост. И во моја преградка мислета сите зими стана колета. Нема жена како тебе, вака да ја љубам. Се пред тебе, после тебе, помножив со нула. И по стоти пат ќе кажам, ова срце моје, 7 дена неделно е твое. Нема жена како тебе, вака да ја љубам. Се пред тебе, после тебе, помножив со нула. И по стоти пат ќе кажам, ова срце моје, 7 дена неделно е твое. Знаш ли како човек воли жену? Могao bih roman da ti pišem. Ti si bila osmeh u mom svemu, dok me ima ja za tebe dišem. Moja bilo prelako je bilo, tebe takvu voleti ovako. Kao zvezda pala mi u krilo, imam ljubav koju sanja svako. Premalo ti puta kažem, a znam da si čula, ceo život moj pred tebe, ko
noći se sanula. Svima reci ako traže ovo srce moje, 7 dana nedeljno je tvoje. Premalo ti puta kažem, a znam da si čula, ceo život moj pred tebe, noći se sanula. Svima reci ako traže ovo srce moje, 7 dana nedeljno je tvoje. 7 dana nedeljno je tvoje. Браво, 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 Боби. Толку бараме 7 дена, 7 на лото, се на 7. Си размислувам ли некој, знаеш, што може да ми е интересно да снимиш со некој рапер или рапер кој што е подобро. Замисли ти помеѓу на стиховите Како чита. може да удри нешто. Како балаванѓа. Зашто у песмама увек жене воле, не мужки За воле жене. Алкатрас сега размислувам и сега барам моментално рапер. Ке ми легнеше. Сериозен сум. Стварно. За Алкатрас, таа е песна која Викам ти дриблам га дека не И разбирам текст музика. ако му го погодиш Ке од заврши Алкатрас смо. на рапера, пуф. Појли брат ми, знам дека ги сакаш. Не, сак ти. Не ги сакам, ја ги обожавам. и друга Јас ги награда, ако обожавам. демаш и друга награда, Видот тоа е со ове. скришно, тоа е Бучен Козјак, наши пријатели. Ша дека, не сирење, биено, тепано, вакво, накво, пробиотски ми дале, браво, браво. И ти ја дали другата награда, не можам да ја најдам, мислам тоа вниманието мало. Етно село Тимчевски, знаеш тоа, ти колекција имаш до себе, веројатно. Колекција си Можеш имам да си ги споиш. Ти си правам славата овата година. Ја да ти кажам, собира, па не прави друго свадбу. Нешто ми искочи, зафатен беше. Беше на твој концерт за разлика од некој. Значи, за тебе мало внимание, наши луѓе, убава атмосфера, има сега тој нов ресторан за весело, не знам дали го имаш видео, но еден, феноменално среден, многу добро. Единствен. Да? Да, Бојтно село. До традиционалниот оној за дневни Добро. забави, ово е само за веселби. Феноменален. Браво. Кој не бил преполно Тоа за цела претпоставувам година. летно време ќе прават свадби таму. Сте и зимно време, не е класичен балон. Комбиниран, браво, покриен, браво, затворен. браво. Мислам, полуотворен кој треба да се тоа за некои работи, да не кажам што. Како певајка со бакшиши. Да, пак како певачка со бакшиш, видели га? Не сам се средувајето и па љубавни тепик да не ви кажувам. Дацка, видите се бакшиш. Не бе, тече ми лиѓе понекад како лигавче ми дојде. Јоцеве, видовте ли? Трет пат човекот кој бил најчесто гостин кај нас, кој е вистински пријател на емисијата и кој организира по кој знае кој пат, може би и втор пат. Солистички концерт следи на 18 март на Јоце Панов. Знаете, билети, се раскажано, кажано. Најдете, погледнете, видете. Минатата година беше преубаво. Оваа година Коки ќе ни раскаже како било и веројатно Јоце во четвртата сезона како гостин. А зошто да не и веќе домаќин со некоја отворена рубрика, затоа што навистина има добар смисол за хумор. Јас нема да можам да одам, реков, си имам работа, работа ми ја, не ми е само оваа работа, мора преко време, тоа е сега модерно, ако немаш две работи, ти не си вреден, ти си простак и ти си мрзелин. Што работам? Снимаме реклами. На еден му кажав, какви реклами? Кои реклами? Па такви бе, тие за апчиња за слабење што се продава. Ти, за па ти бе со тој стомак не можеш да снимаш стомак. Деве стомак, па нели празници. Ја како можеш со тој стомак да снимаш реклама за апчиње за слабење? Можам бе, велам, зашто да не? Па се снима таков тип на реклами одамна. Колку пати сум снимал пред и после. Да, само што јас сум пред. Девојка ми така пред некои години, не сега бргу. Се жалеше нешто, била депресивна. Зошто бе дошо не може поради мене? Не бе, вели. Нешто така се чувствувам као дебела и осамена. Дебела, ти таква. Ти со 87 килограми и 148 сантими висина,
Велиш дека си дебела, ќе се убијам поради тебе, душо, немој така, кај си дебела, покажи ми, те молам, не може. Вели, зошто? Па не може, ја да ти покажам кај сум дебела, па потоа да бараш да ти покажам кај сум и осамен. Не било тоа. Оттаму, како што реков, научив дека никој не треба да биде особен, никако, никој тоа не го заслужува, посебно не вие, затоа што вие заслужувате да ве дружиме и следниот викенд со една следна убава интересна епизода и со нашиот покровител Државната лотарија и нивните бројни игри во вид на грепки, ама и главната Лото 7, уште еднаш ќе кажам, над 71 милион денари е главната премија за седумка. Секоја среда и сабота е извлекувањето. Подари инстант лоз или лозови, во кои потенцијално се кријат големи подароци, како стан, автомобил или пак некоја вредна парична сума. Ние се враќаме да ви подариме нова емисија, кој што реков веќе следната недела, заедно со лотарија, но и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. До тогаш, сите знаете, нема љутиш, го има и преку репризи на сите телевизии, ама и на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И пак, како за крај, рековме и да повториме уште еднаш. Денес е прошка. Простете ни и вие. Еве, прости да се останеме. Простете ни вие, како што и ние им проштеваме на оние кои друга опција одбрале, а нас не следеле, а? Понекогаш секако им проштеваме и на нашите непријатели, а никако на нашите пријатели, оти на нив се им паметиме. На нашите пријатели не, исто како и на оние од другата опција. Нив само лошото им го паметиме. Вам само доброто, па секое добро до следниот викенд. Чао.